Јавна расправа за граѓаните на Кочани се одржа во врска со проектот Планински велосипедски рај, што е дел од планот за управување со животната средина. Партнери во неговата изработка се општините Кочани и Штип во соработка со Центарот за развој на Источниот плански регион, при што тие се подготвуваат да аплицираат за грант во висина од 1,4 милиони евра, што би го финансирале Европската унија, Светска банка и Министерството за економија на Република Македонија. Планираните активности со проектот се однесуваат на реконструкција и надградба на постоечките планинско-велосипедски патеки на Соголските планини, реконструкција на планинарскиот дом и надградба на јавниот простор за паркирање во туристичкиот локалитет Пониква, како и рехабилитација и изградба на патека од Штип кон археолошкиот локалитет Баргала. На јавната расправа во Кочани за проектот зборуваа представници од консултантската агенција Еко-мозаик од Скопје. Бидејќи со проектот општините и регионот планираат да аплицираат за грант во Светска банка, беше неопходно да се изработи овој план за управување со животна средина, со цел навремено да се идентификуваат влијанијата кои би настанале од имплементирање на овој проект врз животната средина, и ние им помогнавме за да ги идентификуваме истите и да предложиме мерки со кои би се надминале или минимизирале истите влијанија при спроведување на градежните активности и во оперативна фаза. Со овој проект регионот ќе го подигне својата понуда во рамките на алтернативниот туризам, ќе постигне поголем број на ноќевања, поголем прилив во буџетот на општините, ќе се брендираат повеќе локални производи и ќе значи севкупен развој на Источниот плански регион. Слична јавна расправа се одржа и за граѓаните на општина Штип, а рокот до кога треба да завршат подготвителните активности околу проектот е до 28 јули, пошто тој ќе биде поднесен како апликација за финансирање до Светска банка. Со неговата имплементација се очекува регионот да ја подобри својата туристичка понуда, посебно во унапредувањето на алтернативниот туризам и зголемувањето на бројот на ноќевања, како и подобар финансиски ефект за локалната заедница.